Господине Лутков, неделат еден месец од новиот извештај на УНЕСКО за Охридскиот регион, докаде е процесот со решавањето на проблемот со дивоградбите во овој регион? Прво да се заблагодарам на поканата и отворено да зборуваме за оваа горлива тема, која што е проблем на целата држава, но и е проблем на УНЕСКО, кој што мора во најскоро време да го решиме. Морам да кажам дека процесот за справување со дивоградбите во Охридскиот регион се одвива во координација со повеќе тела, со повеќе институции. Значи, тука е локалната самоуправа, тука е Министерството за животна средина, тука е Министерството за транспорт, Министерството за култура и туризам. И јас како национален координатор на националното тело за УНЕСКО, всушност ги координирам сите овие процеси. Морам да кажам дека сите овие институции низ годините се бара механизмот како да се обединат со едно единствено мислење во сите овие процеси, бидејќи факт е дека низ годините многу тешко можете да ги координирате сите институции, бидејќи сите институции имаат различни мислења во однос на една тема и се соочуваат со разни проблеми. Од тие причини, една од главните работи и главната препорака, прва препорака е дека треба да се формира управувачко тело, значи всушност тоа не е тело за луѓе кои што веќе имаат одредени функции, па ова им е втора работа проблемот со УНЕСКО, туку мора да постои тело кое што ќе се занимава или институција која што ќе се занимава директно со проблемите во Охридскиот регион и кој што ќе може директно да ги координира. Значи единствената нивна работа ќе биде оваа координација. Од тие причини веќе сме во постапка за формирање на управувачко тело кое што ќе ги координира сите процеси. Екоактивистите алармира дека продолжува експанзијата на градби. Дали ова значи дека се уште нема координација меѓу институциите или не сте постигнале до тој дел на спречување на нови градби? Видете, сите здруженија или екоактивистите нормално е дека реагираат и нормално е да се послушаат и нормално е да бидат аларм за институциите и секоја активност која што понатаму ќе треба да се прави мора да биде внимателно планирана во целиот процес, но од друга страна пак и треба да го гледаме процесот и за развој на општините. Значи, мора да се направи баланс помеѓу тие две работи, но ние гледаме во овој процес, значи, развојот да не биде на штета на културното наследство. Минатата година УНЕСКО го одложи за една година впишувањето на Охридскиот регион во листата на светско културно и природно наследство во опасност. Како се одвива соработката со Албанија за превземање на заеднички чекори и мерки за зачувување на наследството, на културното наследство на Охридскиот регион? Се разбира дека има потешкоти во однос на координацијата, бидејќи кога имате заедничко управување со еден процес, кога се дели вниманието на две страни, секогаш е потежок процесот. Јас во оваа година и пол сум имал неколку состаноци и средби, но имав состанок и со средба и со министерот за култура на Албанија. Направивме едно координативно тело и го направивме заедничкиот извештај кој што го предадовме во февруари месец. Што содржи извештајот? Па таму се превземени поголем дел од препораките кои што ни се дадени, но ние тука не застанавме. Ние го предадовме извештајот бидејќи рокот беше до февруари, тоа беше многу краток рок. Целиот извештај го дадовме, но ние потоа од февруар пак навамо
еве кажувам дека уште една препорака која што не ја исполнивме, а таа е една од главните, е да се формира управувачко тело. Ние формиравме кризен штаб кој што ги следи сите процеси, но тоа не е доволно. Мислам дека со формирањето на управувачкото тело кој што ќе биде директно под влада и ќе ги следи процесите, голем дел од работите Мислам дека во јуни треба да се објасни, да се објави новиот извештај, ако не се лажам. Извештајот е во јуни месец во Бусан, во Јужна Кореја. Недела дена претходно ние ќе добиеме веќе нас. Оваа година? Видете, не очекувам нешто драстично да се промери во нивниот став, бидејќи навистина процесот е многу краток. Мислам дека ова беше последната шанса која што ни се даде за исполнување на одредени услови, но ние направивме доста во тие 7 месеци. Така да мислам дека ако ја видат тенденцијата, ја прочитаат тенденцијата која што имавме во претходните 7-8 месеци, мислам дека ќе ни дадат можност да се продолжи рокот, но ќе бараме рокот да биде малку подолг, бидејќи навистина 7-8 месеци е многу краток период. Колку рок би барале вие? Кој разумен рок? Па, кој би бил разумен рок? Дека разумниот рок е 2 години, за да можеме да ги исполниме технички, бидејќи овдека се работи и за урбанистички планови, овдека се работи, ќе треба координација и со катастар, значи да се видат границите која докаде, значи еден сложен, голем процес, но не само технички, туку и финансиски огромен. Така да мислам дека 2 години е разумен рок. УНЕСКО изрази загриженост и за трасата Требеништа-Струга-Кјафаслан, кој е дел од Коридорот 8. Владата вели дека ќе ја менува трасата. Албанската опозиција обвинува дека тоа е само изговор за да не се реализира инфраструктурното поврзување со Албанија. Што точно се вели во забелешките на УНЕСКО за овој дел? Видете, УНЕСКО ги има поставено, заедно со Македонија, ги имаат поставено границите. Како што можевме да видиме и во прилогот, кој што го имавте пред малку, тие точно укажуваат што можеме, што не можеме. Но мораме од друга страна да ги координираме работите, бидејќи ова е стратешки пат кој што ги поврзува Македонија со Албанија, всушност го поврзува НАТО. Така да ние дадовме и забелешки и во однос на автопатското решение. Тука се разбира Министерството за транспорт го води тој процес. Дадовме забелешки во однос на тоа дека е овој НАТО приоритетен пат и стратешки пат, но доколку не добиеме позитивен извештај во однос на продолжувањето, се разбира дека ќе се бара потежок начин и покомплициран начин и поскап начин за да се поврзат двете земји. Правевте анализи која би можела да биде новата трасеа на овој коридор што не би ја загрозувала културната наследност на... Не, сега не сум информиран. Новиот извештај. Да, мислам дека тука и премиерот и министерот за транспорт можеби веќе размислуваат на постојните, на можните идни заобиколни решенија на автопатот, јас не сум доволно информиран. Добро, да преминеме на друга тема. Новата стратегија за развој на културата создаде низа конфузии за тоа во јавноста за делот на реорганизација на институции. Што точно предвидува новата стратегија за реорганизација на институциите? Така, морам да кажам две работи, може би малце ќе бидам поекстензивен во ова, но морам да кажам две работи за да бидат јасни. Прво, ние сме направиле функционална анализа како функционираат сите 72 национални установи и состојбата не беше добра. Второ, и преминавме кон ова реорганизација или функционалност или оптимизација на институциите. Второ, таа конфузија ја создадоа опозицијските политички партии и пратениците кои што излегуваа од опозицијата, кои што излегуваа во
во Собранието на Република Македонија и мафтаа со некои текстови кои што воопшто не ни ги прочитале. И мислам дека воопшто не ни знаат што значи оптимизација или реорганизација, туку тие мафтаа со документ дека се укинуваат. Тоа воопшто не е така. Значи, ако речеме дека најголемиот сомнеж беше во албанскиот ансамбл во Тетово, дека ќе се укинува, тоа не е така. Бидејќи во Тетово има најголем број на национални установи кои што фигурираат во градот, и бидејќи имаме национална установа Центар за култура, ние баравме сите институции кои што се во делот на културата, овие новоформираните, да се спојат кон Центарот за култура за да имаат поголема ефикасност. Значи, тука не се укинува ниту една институција, едноставно се фузира спрема некоја поголема. Кога имате вие Центар за култура, знаете дека тој Центар за култура опфаќа музика, ја опфаќа ликовната дејност, го опфаќа театарот, го опфаќа фолклорот и така натаму и така натаму. Која е функционалноста, ако сите овие ги разграничиме, тогаш не би требало да постои и како ќе функционира тие во иднина? Што значи ова по како што функционирале до сега, единствено овие помали институции кои што се уште немаат технички кадар, кои што се уште немаат администрација, ќе се припојат кон центрите за култура и ќе си имаат свое одделение. Ќе бидат пак самостојни или? Апсолутно, значи само ќе бидат под капата на една институција. Видете, ако некој формирал одредена институција без анализа, без да ја обезбеди простор, без да ја обезбеди основни услови за работа, нефункционални, ние сега тоа го променуваме, не ја гасниме таа институција, туку најдовме модел како да ја припоиме кон некоја друга за да има услови за работа. Како ќе биде нивниот буџет кога ќе се спојат во другите институции? Ќе биде како до сега или по... Нивниот буџет ќе биде во рамките на Центарот за култура, како што функционираат и другите центри. Видете, ова не е единствен пример, така функционира и Центарот за култура во Штип, така функционира Центарот за култура во Струмица, така функционира Центарот за култура во Прилеп. Тие сите центри за култура имаат и собствени театри, и собствени ансамбли, имаат ликовна дејност, фолклорна дејност, Охрид го има истото. Значи, ова не е некаков новитет или страв дека нешто ќе биде поразлично, туку ќе биде пофункционално. По примерот на успешни институции, тоа ќе се примени и кај другите. Од тетовскиот ансамбл се незадоволни со бројот на вработени, што се моментално, така. Само двајца мислам дека се, но има и други културни институции што имаат многу мал број на вработени. Зошто се оставени со мал број вработени, како ќе функционират во иднина со, или ќе се зголемили бројот на вработените, или како така е планот? Така е, ова ќе треба да ги прашате, веројатно, предходната влада, тие што ја воделе предходната влада од СДСМ и од ДУИ, кога всушност без никаква анализа, без јавна расправа, формирале институции без да им обезбедат ниту вработување, ниту план за вработување, ниту систематизација, ниту просторни услови. И ги оставиле да функционираат така. Сега ние кога го решаваме проблемот, значи да им обезбедиме просторни услови, да им обезбедиме вработување, тогаш има критика. Мислам дека тоа прашање треба да им се постави. А со новата стратегија ќе се среди ова? Со новата стратегија тие кога ќе влезат под одреден центар за култура, да речеме дека 10 дена Крушевска република ќе влезе во Завод и музеј Крушево како одделение, тогаш ќе си добие собствен раководител и всушност се намалува бројот на администрација, а се зголемува бројот на носители на дејност, всушност оние која носат главната улога во одреден процес. Добро. Скопје ја доби титулата Европска престолнина на културата за 2028 година. Дали градот е подготвен за таков настан? Имајќи во предвид предизвиците со кои што се соочува градот, почнувајќи од јавниот превоз? Вака, ова прашање веројатно ќе треба да оди спрема градоначалникот на град Скопје. Од културниот аспект, дали се подготвени? Да, но целиот процес го води
град Скопје, бидејќи титулата ја носи град Скопје, Министерство за култура и туризам е само ко-председавач или ко-партнер во целиот овој процес и ко-финансиер, се разбира, преку владата. Со претходната градоначалничка ние немавме многу контакти во овој дел и затоа касневме некаде околу 2 години со целиот процес, но ние успеавме, ги превземавме ингеренциите како Министерство за култура и туризам да го задржиме статусот и титулата на Европска престолнина на култура. Кога добивме новиот градоначалник, тој веднаш си ги превзема ингеренциите и ние даваме апсолутна поддршка. Се разбира дека многу се доцни, но можам да кажам дека работиме партнерски во овој дел, што е она што е под наши ингеренции, што е она под ингеренција на градот на Скопје. Ние отвараме простори како Скопското кале, кој што ќе се отвори негде на почетокот на јуни, го отвараме скупи. Веќе почнавме со работа на универзална сала, треба да ја стигнеме до крајот на 27 почеток на 28 година. Кеот на реката Вардар ќе биде комплетно и реконструиран и обезбеден за културни настани. Шалтер салата на пошта, веќе работиме на кровот, но тој процес не е само до крајот на 28 година. Тие простори треба да продолжат и Европска престолнина на културата Скопје ќе треба да продолжи да живее и понатаму низ годините. Значи, ова треба да биде таа година 28 треба да биде показател како понатаму секоја година да живееме како град на култура и на екологија. Спомнавте ревитализација на Скопското кале, што подразбира тоа што ќе опфати тоа. Ете и таму имаме еден партнерски однос. Процесот целиот го води управата за заштита на културно наследство, бидејќи е под нејзина ингеренција, таа е орган во состав на Министерство за култура, институција. Во тој процес, значи, ние ги обновивме заедно со управата, ги обновивме двата музеи, музеот на османлискиот период и музеот на праисторијата и треба музеот на средновековијето. Ке треба и тој да се доправи. Но овие два веќе ги пуштиме во употреба, бидејќи веќе се завршени. Претходната влада 10 години ги оставила на завод на времето, иако беа веќе да се отклучат. Ние сега комплетно ги реновиравме, ги опремивме, ќе ги пуштиме во употреба, но управувањето со Скопското кале ќе му го предадеме на градот Скопје. Значи, имаме поделено управување. Во делот со културното наследство и со музеите ќе управува археолошкиот музеј, а во делот на обезбедување на просторот, хигиена, косење, така натаму обезбедување на летна сцена за концерти, за театарски представи, тој дел од управувањето ќе го води градот Скопје. Најавивте и конзервација на аквадуктот, едно античко место напуштено кој личи сега моментално личи на дива депонија, но има и други места што се антички, не се толку не им обврзува многу внимание државата, зашто е така оставен и кога можеме да очекуваме да биде готов за да го посетат и туристи и да има повеќе посетители. Јас да ве поправам, не им обрнувала државата внимание, сега им обрнува внимание. Ова што ви го зборувам за калето. Калето од 2013 година е затворено. Значи, државата воопшто не обрнала внимание. Јас кога дојдов министер, првата работа беше, заедно со директорката на управата за заштита на културно наследство, веќе да го вратиме калето во функција. И ветивме дека тоа ќе биде во 26-та година и ќе биде во 26-та година. Исто со аквадуктот. Најголемиот проблем кај аквадуктот е експроприација на земјиштето, затоа што тој лежи на приватни парцели. Вие не можете да заградите нешто, да добиете дозвола, да заградите одредено културно наследство или било каков да е објект кога лежи на приватни парцели. Обезбедивме и средства, некаде над 1 милион евра преку управата за заштита на културно наследство да извршиме експроприација на тоа приватно земјиште. Имате решение како ќе се реши ова? Па да, веќе е договорено, веќе тече процесот, да. Веќе тече процесот и не само за аквадуктот, секаде каде што имаме објекти од значено културно наследство кои што стојат
на приватни парцели, веќе преговараме за експроприација и имаме обезбедено средства. Кога тој процес ќе биде готов со експроприацијата, тогаш веќе можеме да зборуваме да го заградиме целиот простор, да ставиме чуварска служба, да го осветлиме како што треба и да почнеме поинтензивно да работиме. Во тек е јавна набавка за продолжување на работата на аквадуктот. Еве, овие се неколку работи кои што даваат надеж дека понатаму се ќе биде Кога можеме поред. да очекуваме да заврши се ова? Па не можам да ви кажам точно. Еве, во овој дел за Скопското кале можам да ви кажам дека до средината на јуни ќе направиме отварање. Но за аквадуктот не можам да ви кажам точно, бидејќи тоа е процес. Експроприацијата е процес. А кога ќе се заврши целото, можеби ќе биде за 6 месеци, можеби за година дена, но мојата тенденција е се ова да ставам во функција на Скопје Европска престолнина 28 година. Во ред. Ви благодарам за вашето време. Ви благодарам на поканата. Shikues të nderuar, këtu e përfundojmë intervistën e sotme bashkë shihemi javën tjetër.